Почитувани колеги пратеници, согласно членот 77 од Деловникот, онака како што ни исправи председателот, барам изменување и дополнување на дневниот ред со тоа што точката под реден број 9 предлог закон за граѓанска одговорност за навреда и за клевета барам да биде поставена како прва точка денеска на денесната седница. Ако веќе гласавте така тврдоглаво кога колегата Благица предложи да биде тргната од дневен ред, ајде да и кажеме на јавноста кој е приоритетот на оваа влада, затоа што ако имаме предлог во кој што забрануваме мислење, имаме предлог во кој што имаме намера граѓаните да одговараат за изнесено мислење, барем да го поврземе, да го ставиме, нека биде денеска приоритет. И така не ни се приоритет пензиите, и така не ни се приоритет седмата точка, од седмата точка од 9 да стане 7, и така не ни се приоритет граѓаните, не ни се приоритет пензиите. Со првата точка гледаме дека и пратениците веќе ги прогласувате за подобни и за неподобни, па барате да се изменуваат членови во комисијата за именување. Не знам со кое лице можете да и кажете на јавноста дека било кој пратеник може да биде натрапник во комисијата. Како можете да кажете кога во Уставот дека пратеникот го застапува електоратот според свое собствено убедување, и како сега избравте дека одреден пратеник може да биде натрапник? И да не се чудите потоа кога граѓаните за вас ќе имаат омаловажувачко и понижувачко мислење, затоа што тоа следува. Барем еве да ја подкрене погоре законот за граѓанска одговорност. Ако не сакате да го отстраните, нека биде таа, нека дојде погоре на дневниот ред. И така предлагач е Влада на Република Македонија, представник е доктор Никола Тупанчевски, новиот министер во Министерство за правда, кој што веќе еднаш доживеа бакал со предлогот кој што беше потпишан од Бојан Маричич, во кој што со членот 6 се предвидуваше негативното мислење да биде основа за одговорност за клевета и навреда. Најавија дека ќе го сменат. Која е големата промена? Замислете, сега останува формулацијата мислење. Никој не може да одговара за мислење. И онака како што ја започнавме денешната седница, кога координаторот ви најави среќна нова 49-та, така и продолжуваме. Ама да знаете дека Универзалната декларација за човекови права е постара дури од 49-та, од 48-та е. И пишува дека секој има право на мислење и на изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување, токму она кое вие имате намера да го направите.